зошто во Куманово не се случи ниту една странска инвестиција и не допринесе за подобрување на животот на овие жители? Тоа можем да ви посочам директно е од недомакинското работење и од, да кажеме, некако бојкотот што го добивме од локалната самоуправа. Ние во неколку наврати дававме предлог да се отвори тука некоја таква индустријска зона, технолошко развојна зона или било што. Но некако не добивме никаков фидбек, односно никаква соработка. И тоа на нас ни беше голем проблем. Не случајно тие зони ги правевме насекаде на територија на Република Македонија. А најголем интерес имавме токму во Куманово заради тоа што кога доаѓаат големи компании, тие бараат да имаат многу поголем пул на невработени луѓе, на невработени лица, за да можат, нели, да прават такви големи фабрики. Така. И првата опција, да кажеме, за неколку од тие поголемите фабрики беше секогаш Куманово. Но кога ќе дојдевме на локално ниво да преговараме, тоа никако не ни успеваше. И не случајно најголемите инвестиции отидоа во многу помали градови. Но таму од градоначалниците бевме пречекани значи со голема доза на соработка. Ти даваат лист хартија, еве, нацртате каде сакате да ви отвориме зона. Каде сакате да ви го урбанизираме. А овде требаше обртно да се молиме, ама некако немаше никаков фидбек. Ниту тоа не помагаше, и затоа неве сега одлучивме ние на државно ниво сами ќе направиме на државно земјиште една таква технолошко индустријски развојна зона, каде што ќе може да поканеме неколку поголеми инвеститори да дојдат токму во Куманово. И тоа ни е целта во овој период таква зона да направиме во Куманово. Дополнително, третиот проект што треба драстично да го подобри животот на граѓаните во Куманово. Значи, покрај оваа жртвена транзицијата, каде што планираме минимум 9 големи капацитети да бидат рестартирани, минимум 9, некои дури и да прошират своето производство, технолошко-индустријски развојната зона, и третиот проект е за руралните развојни зони. Значи, сето тоа што е надвор од градското подрче. Тука бенефициите се дури и поголеми од овие што се за, да кажеме, жртви на транзицијата. Каде што државата учествува, например, со 20% од вкупната инвестиција. Каде што имаме даночни ослободувања до 10 години. Каде што имаме ред други поволности, се со цел, значи, да се донесат домашни странски инвестиции, за да можат, нели, во овој регион овој регион луѓето да бидат ангажирани, односно да работат. Тоа ни е целта и на тоа ќе бидеме посветени следните 4 години. Еве, ја лично се залагам за неколку такви проекти во Куманово. Веќе почнав да работам на Куманово. Така, дали Куманово е презентирано пред странските инвеститори? Да, секако Куманово е презентирано пред странските инвеститори. Едно од, ако видите во програмата, во оваа програма има посебен акцент на Куманово, така, што не се случило досега. Заради тоа што не можеме ние да чекаме веќе. Не можеме да чекаме локалната самоуправа да не сретне барем на пола пат. Затоа си ги фатиме работиме во свој раце и затоа оваа програма ќе ја имплементираме. Од објавувањето на проектот за жртви на транзицијата досега си имаат јавено десетици компании да прашуваат токму за овие капацитети. Што е еден многу добар сигнал и многу добар доказ дека овој проект може во Куманово да го подобри животот на граѓаните. И за тоа максимум ќе се залагаме не само јас, туку целиот тим што е задолжен за инвестиции.